потребата малку да се истражувам себе си, да се истражувам својата професионална граница, да кажам. Така да поканата од K2Z да работам на развој на нивните колекции некако дојде во вистинско време. Локацијата беше случајна, значи тие тука веќе работеа со години, така да јас едноставно дојдов и станав дел од тимот. Самиот живот тука е прилично, да кажам, меѓународен, така да луѓето што живеат тука се доаѓаат од различни култури со различни влијанија. Имајќи го тоа предвид, ретко се сретнувам со, да кажам, луѓе, да работам со луѓе што се од Бали, токму поради самата работа, но нивниот живот тука е прилично, да кажам, повлечен. Самата култура, пошто тие се припадници на хинду религијата, значи е прилично интровертна, иако работа со странци функционираат нормално во фирмите, но некако имаат потреба својот живот да го држат за себе. Значи се скромни, немаат голема потреба за материјални нешта. Самите балинежани се прилично традиционални и со обзир на тоа дека имаат, значи, фамилијата е многу јака, имаат потреба за свечени прилики, значи се облекуваат во традиционална носија. За жените тоа најчесто е саронг и чипкана блуза, за мажите, значи, саронг и кошула. Тоа го носат подеднакво, значи, и за свадби, и за некои други случувања. Некојаш ќе се видат, например, дури на работа, значи да се облечени во таа традиционална облека. Главните церемонии со кои што да кажам вложуваат пари се, да кажам, венчавката и нормално смртта, односно раѓањето во новиот живот, бидејќи тие веруваат во повеќе живот и во реинкарнација. Мојата работа тука генерално е на развој на производи за различни брендови, така да мојот дизајнерски пристап е во моментот кога некој има некаква идеја, но не знае точно како да ја реализира. Со самото моје искуство подеднакво во изработката на шаблони како и дизајнот, помагам нештата да добијат реален изглед и нормално да бидат конкурентни на пазарот. Така да предизвикот што го имав со K2Z да работам на машка мода и тоа на улична мода во голема мерка ми помогна да се осознам себе си во тој аспект и да можам сега во моментов да работам, значи, со клиенти кои имаат малку поширока палета на производи, така да тоа што го работев претходно како дизајнер на женска елегантна облека, сега тоа е проширено во, значи, и во делот на машката мода и во делот на детската мода. Просечна плата тука е негде околу 300 евра, но да кажам, трошоците за живот се многу поевтини, така да, например, со половина плата веќе може да се изнајми соба за живот, може да се платат режиските трошоци, да се плати храна, така да остатокот може да остане за или за некаква заштеда, или за купување некои работи, за задоволство веќе кое што очекува. Нормално, од изминатите 2 години со пандемијата немаше воопшто туристи, значи островот беше затворен комплетно. Така да последниве 6 месеци навистина се чувствува големо влијание од туристи како домашни, така и странски, нормално Австралија пошто е многу блиску. Што се однесува до самата инфлација, се чувствува секако како и секаде во светот. Иако Индонезија е земја, значи, што има собствен газ и нафта, цените на пазарот се зголемуваат, па и тука тоа влијае да работите поскапуваат и некако мора за некои работи малку по скромно или со, да кажеме, со ум да се
да се прават. Што се однесува до некаков тип на дискриминација, баш и нема. Значи, многу лесно може да се сретне секаков профил на луѓе, луѓето едноставно имаат потреба да си го гледаат својот живот и својата работа. Полиција не може да се види на улица, но секогаш, значи, ако нешто треба, се тука и многу е безбеден животот надвор на улица. Бидејќи Бали сепак поради климата и начинот на живење, значи скоро сите се надвор или се обидуваат секој слободно време да го поминат, значи или по рестораните или во кафаните, да на плажа, на планина, со друштво, така да сето тоа нели олеснува да има поголем живот, поголема гужва и сепак, мислам, тука населението е негде околу 4,5 милиони, што нормално, да кажеме петок и викенд, навистина многу се чувствува. Секој има подеднакво право и на образование и на здравствено лекување, болниците се одлично опремени, што се покажа, например, сега во моментов со пандемијата што беше во изминативе 2 години, значи одлично се снајде и одлично избалансира за се. Секако, сите моравме да приеме вакцини што сме тука и имаше многу јака контрола, нели, ако некој е заболен, тоа да се среди на најдобар можен начин. На сите работни места може да се видат подеднакво и мажи и жени, но исто така може да се видат и, значи, работници на улица, работници дзидари, значи подеднакво и мажи и жени.